слога внатре, интеграција надвор, и тоа е единствениот рецепт со гласањето за оваа политичка опција за бројот 3, дефинитивно да ја позиционираме Македонија каде што е местото, покана добиена за НАТО, 2 месеци, помалку од 2 месеци, почнување на преговори со Европската Унија, значи со гласот за бројот 3, вие давате дефинитивна карта за пат во Европа, што до сега 30 години ниту една политичка гарнитура го нема направено. Значи само со оваа опција патот кон евроатлантските интеграции е загарантиран. Прво. Второ. Почитувани пријатели, со гласањето за број 3 и за оваа политичка опција, за сите нас, за сите вас, велиме дефинитивно не за враќањето на Груевски и фамилијата на власт. Значи, со гласањето за бројот 3, ние конечно ќе имаме председател кој сите позитивни проекти на оваа влада или на било која следна влада ќе ги поддржува ако се во интерес на граѓаните и ќе каже стоп за било какви девијации во практикувањето на власта. Нема да помилува и да амнестира, да аболицира криминалци, туку ќе гледа правото и правдата стварно да важат за сите, а не само за некои. Не поминаа ни 2 години. На 1 јуни практично ќе правиме реално 2 години. Ја ќе ви кажам како на нас гледаат тие со кои што најмногу разговарам во светот. Вели вие во 2 години завршивте работа за 15. Реално изгубивме една цела генерација. И искрено, кога јас се вработив во МНР 96 година, системот беше посериозен и пофер и почесен, отколку пред 2 години кога го преземав Министерството. Факт е дека можеме ние и подобро. И факт е дека можеме и побрзо, и по-нормално, и по-стабилно. Ама другиве не се тркаат со нас во истиот правец, па да речат ние можеме побрзо, туку они сакаат натаму да одиме. А бевме таму. И одва излеговме од таму. И викаат, зашто, што рече она, реформи. Правда за Македонија, викаат. Знаете ли каков срам е тоа? Значи, 2 години државата нека се запали, собранието ќе го нападнеме, поплава нека има само ние, они викаат правда за Македонија. Тоа во тој речник значи да нема одговорност за тесниот круг во лидерството на опозицијската партија. Тоа значи и ништо друго не значи. 3 пораки сакам да испретам овде во предвечерието на молкот, на крајот на кампањата. Прво, до режимот. Режим повеќе никогаш во Македонија нема да дозволиме да се врати. Никогаш. Не заради тоа што Заев така сака. Не заради тоа што Пендаровски така сака. Затоа што го разбивме. Затоа што системот е веќе поставен. Никогаш повеќе режим. Сака Гордана Силјановска која е скриеното лице на режимот. Нема тоа да го дозволиме. Имаме лице за напредок, за прогрес. Тоа е лице Стево Пендаровски. Втората порака е за правната држава. Слоганот за правда кај Гордана е единствено заради тоа што на анкетите граѓаните најмногу правда барале. И за тоа е слоганот правда. Таа го кажа тоа на едно интервју. Таа не знае што е П од правда. За неја правда е нова амнестија на Груевски. Нова амнестија на криминалците. Само тоа е правда. Затоа правда има и ќе има. Сите криминалци, од која сака нека се политичка проминенција, ќе одговарат во оваа земја. Заедно со Стево, ќе има символ на правда. Ќе блеска правдата во нашата земја и ќе кажеме сите, можело ако се сакало. Правда ќе има во Северна Македонија. Третата порака е до сите кои што останаа дома, сите наши граѓани кои што гласаа за Блерим Река, сите кои што ни се срдат и ни се налютени, сите кои што мислат дека можело и без нив,
да се избере председателот на државата и на крајот до сите граѓани. Па дури и до еден голем дел за тие граѓани што гласаа за Силјановска Давкова. Почитувани мои сограѓани, врската кон татковината е наша заедничка. Овде не е меѓу политичките партии. Ова одлука е за патот напред, за заедништвото или за враќање назад и новите поделби. Врската родолюбска, татковинска е заедничка наша на сите. Затоа прстот на чело и одговорност кон државата, кон народот, кон децата наши, кон идните генерации. Ве повикувам да се ја исполните својата граѓанска должност. На 5 да излезете, да изберете председател на вашата земја, на нашата земја, на заедничката ни татковина.